27 годишниот Андреј Дејвис вели дека ова му е втор пат во затвор. 5 декабря меня... Овој декември бев уапсен и почнав да ја одслужувам мојата казна овде, 5,5 години за кражба. Откако Дејвис одслужува казна за мало кривично дело и има досие за добро однесување, тој не живее во затворска келија, туку во соба од типот на касарна со пристап до фитнес сала. Но тој повеќе би сакал да служи војска. Идеш как... Ова е шанса да се започне одново. Би можел да бидам војник со договор, па моите роднини и пријатели ќе може да кажа дека нивниот син или брат ја брани државата. Ова е многу мотивирачки. Според новиот закон, потпишан во мај, одредени затвореници добиваат можност за условно ослободување доколку склучат договор да служат во вооружените сили на Украина. Українські засуджені з першого дня Од првиот ден на инвазијата, украинските осуденици не пишуваа и не уверуваа дека ќе бидат покорисни на фронтот. Но Олена Висоцка, заменик министерка за правда на Украина, вели дека само одредени затвореници се квалификуваат. у нас дуже багато фільтрів. Имаме многу филтри, никој нема да може да стигне до фронтот ако навистина не сака или се сомнева. Низ таква постапка не може да поминат оние кои извршиле кривични дела против безбедноста и одбраната, кривични дела за бруталност, насилство или силување. Кандидатот исто така мора да помине лекарски преглед и да помине интервју со командант на единица. Є у нас представники. Имаме представници кои одат директно во затворите, разговараат и ги дознаваат карактеристиките на затворениците. Дорошенко вели дека некои поранешни затвореници ослободени според новиот закон веќе служат во бригадата. Зараз виконують задачі. Тие извршуваат задачи на исто ниво со сите други. Тие се мотивирани и разбираат каде одат, со кого одат и што ќе биде таму. Заменик министерката за правда вели дека затворениците кои се приклучуваат исто така мора да се согласат на одредени ограничувања. Нюанси цього контракту це його Законот го ограничува рокот на договорот. Не може да биде пократко од крајот на војната состојба во земјата. Исто така, закажаното отсуство за регрути е откажано. Повреда на условите од договорот и одбивање на одлежување се казнува со затвор од 5 до 10 години. Според договорот, платите за поранешните затвореници ќе бидат исти како оние на другите војници, вели Висоцка. Уште една причина зошто Дејвис вели дека сака да се приклучи на војската. Во моментов тој чека да види дали ги исполнува условите да служи на својата татковина.